и цар Константин и царица Елена, празник кој во суштина е меѓу првите празници во црквата, кога црквата се ослободила да може и да полесно да се собира и полесно да ги прославува светителите. Светиот цар Константин, како што добро е познато, го донесол Миланскиот едикт, со кој во 313 година им дал слобода на христијаните. Зошто била потребна слобода? Па затоа што до таа година христијаните биле гонети. Не им било давано слободно да исповедат верата. Денеска слободно исповедаме верата. Гледате колку души се во црквата, во ова село. Слава е на црквата. Ке зборувам можеби и поопширно за тоа. Ама замислете светителите кои ги славиме како мошенци, се во периодот пред 313 година, кога црквата била годенца. Некој од нас да бил гонет за верата, ќе издржал, велите? Ма затоа се големи светителите. А тоа нас не ни е достоен одговор на тоа да речеме, ама тие затоа се светители. Не, туку и ние сме повикани да бидеме светители. Така вели на литургијата, ќе слушате малку потоцна. Светињата на светите, зашто Господ сите нас сака да не третира како светители и не третира како светители. Ама ние го запоставуваме тој голем долг што го имаме. Гледате, не доаѓаме во црква, ниту тогаш кога е храмов празник. А овој свети Константин цар не задолжил сите, зашто ни дал од тоа време, 18 веко и поеќе, слободно да можеме да исповедаме верата, да не беме гонети, да не бидеме варени и печени, што се вика, и под ноктите писа ставана. Тоа ни го направили, затоа го славиме. А неговата мајка, царицата Елена, го прошла крстот каде што бил распнат Господ Исус Христос. Тоа е големи работи си. Затоа ретко кој цар се слави во црквата. Општо прифатено, ама свети цар Константин насекаде, на сите меридијани се слави. Има уште неколку светители цареви кои локално се слават, не општо. Да речеме овај вчера го спомнав скопјанецот свети Јустинијан. Тој се слави во некои само цркви, особено во грузиската црква, но не насекаде. И уште има и друг, Лав IV цар, исто така, кој локално се слави. Но нема многу цареви, затоа што црквата секогаш била критична кон светската власт. Светската власт се обидувала на милион начини да ги узурпира црквените привилегии. А црквените привилегии ги дава Господ, не ги дава царот. И тие привилегии сака да ги узурпира светската власт, особено царот, кој бил апсолутен владетел во тоа време. Меѓутоа, светиот цар Константин, кој денеска го славиме, се откажал до сите привилегии за сметка на црквата, зашто сватил дека се друго минливо и неговото царство е минливо. Тој е апсолутен цар, може да прави апсолутно се што сака и што ќе му падне на памет.
ама не може и не сме да се меша во Божите работи. Нема нити одговорност за тоа. Тој има одговорност како световна власт. Но слава му на Бога, биле многу трезвени оците на црквата и не го допуштиле тоа да се мешаат царавите. Иначе царевите и светската власт секојаш така се меша во црквата. Еден трезвен владетел е Свети цар Константин, кој не сакал да се меша. Го платил првиот Вселенски собор, од секаде дошле епископите од цела икумена, дошле на собор во Никеја. Сега го славевме 1700 години, пред 1700 години тој ги платил. Некој од Италија бесплатно мислите можел да дојде во Никеја? Некој чинело тоа, и бродот чинело, и прислугата чинело, и сите придружници кои биле со епископите. 318 вело дека биле епископи, некои се сомневаат дали биле 318, ама над 300 биле во секој случај. Тој цар рекол не се мешам во тоа што е Божјо. Значи, иако со негова покана се свикане сите епископи на Вселенскиот собор, тој не председавал на соборот. Ако имал тоа и плаќал, ем бил семоќен на некој начин, затоа што барем овде на земјата имал врховна власт, и се откажал од тоа да председава на првиот Вселенски собор. Што поголемо да направи за ние да го славиме. Големо направил Свети Константин, браќи и сестри, мајка му негова света царица Елена, што го открила крстот на кој бил распнат баш Господ Исус Христос. И за пофалба е што во ова село има црква на Свети Константин, Света Елена. Меѓутоа воопшто не е за пофалба што е полупразна. Вчера служев во Врбовец, Врбјан, извините, селото, втора слава на црквата која се вика Свети Никола и Свети Талалеи. За Свети Талалеи полна беше црквата за втората слава, а гледате за прва слава на црквата колку луѓе сте во црквата. Меѓутоа тоа непочитување не е на Бога, мојга или на Бога, ние дали го почитуваме или не го почитуваме. Проблемот е што ние имаме криза на идентитетот. Кој сме тогаш? Ние ако не знаеме најважното, си го направиме најважно. Ако најважното го правиме споредно. Каде се сега луѓето? Јас просто прашање прашувам. На работа се, на нива се или кафе пијат дома? Ако нема свест да се дојде во црквата, во Господовите денови, ајде сите не можат зафатени. Во недела оваа црква треба да биде мала за да дојдат сите од селото. Замислете сега, ниту по еден од семејството во селото не е дојден во црквата. И што ќе му кажеме на Господа? Јас сега ве прашувам, не во името на Господа, секако, меѓутоа прашувам за да ве поттикнем, а утре Господ ќе праша, што правише ти кога беше слава на црквата? Пиеше кафе? Многу важно си правил. Во црква треба, браќа и сестри, да доаѓаме заради нас, не заради Бога, не заради комшијата, не заради владиката, да доаѓаме заради насот и ние го исполнуваме животот, знаеме зошто живееме кога доаѓаме во црква. Иначе сме изгубени овци. А овца која е изгубена си ја јаде волкот.
кажете колку соселани ваши и колку претходници ваши не доаѓале во црква. И што дека не доаѓале, ќе рече човек? Па не доаѓале затоа што немале свест за возвишеното. Главата им била само надолу, само кон земјата. А во таква ситуација човек треба да се разбуди. И така молам да го сватите овај збор како желба да се разбуди селото. Не може да нема, видите како црквата прво треба да се уреди. Некои основни работи, еве доаѓам тука, нема икона на Господ Христос за да земам време. То може да биде дозволено. Може да биде дозволимо и во првиот век, и тогаш дури дали е дозволено. Ама 21 век сме. Црквата овде се надградувала, ако не 21 век, многу приближно 18 века сигурно. И свеста на вашите претходници би требало да се предава до ова наше време. И да немаме денеска икона на Господ Исуса Христа. Па да си ја чукниме главата од дидот овде, кој гледате не е нити прескописан. А зошто? Не е мало селото. Има 1000 начини за помош за да се направи тоа. Ама потребна е желба. Потребна е желба луѓето да сакаат да послужат во црквата, зашто служба е цел живот во црквата. Ако не научи човек овде на земја да служи, велите ќе научи на небо, па на небо се готови лекциите. Тие што сме ги примиле овде на земјата. Затоа е потребно, не ќе да ти го доживува тоа како карање некое, туку како полка која во суштина треба да ја пренесете токму вие кои сте во црквата на вашите ближни, на вашите соселани и да им кажете, да ги отрезвите со други зборови. Абе, кај беше ти за празникот на Свети Константин и Елена, а црквата ни беше полупразна. Не е, браќа и сестри, доволно да дојде човек да запали само свеќа. Потребно и тоа, ако нека се помоли, ама тоа е индивидуална молитва. Тука на литургија имаме општа молитва во која сме сите заедно со една порака поврзани, а тоа да станеме тело и крв Христови. Тоа ќе го пропуштиме, за нешто поважно имаме, за топла ракија. Секогаш да памтите, дури и владиката да ви вели, не морате вие во недела се собирате, важни се лепчиња да кревате, тоа е најважното. Да дојдете да ме тргнете за бразата и да ми речете шо правиш бе ти владико, така и ги учиш луѓето, дека не е важно на литургија да дојѓат. Па на литургија е најважното нешто. Ако кренал лепче, некој кренал, ако не кренал здрави, ама ако го нема на литургија, му се пишува минус. Не му се пишува минус голем, ако други работи не совршува во црквата. Ма го нема на литургија, еве, кажете, јас не ги познавам сите од селото, ама можам лесно да кажам, а овој е дојден? Не, минус. Овај другиот е дојден? Не, минус. Така исто и Господ пишува, немој да мислите дека не пишува минус. Пишува минуси, ама минусите се екзистенцијални. Не се минусите како на училиште кога одиш, ајде сега еден минус, па 2 минуси, па 3 минуси и единица. Не, туку минусот е минус додека не го поправиш во петка. Затоа е потребно да си ја познаваме верата.
да ја учиме верата и да ги подучуваме тие кои се околу нас. Не е допуштено, немаме никакво оправдање да знаеме човек што не ја познава верата. Тоа е и така да го доживуваме како најголем грев. Не е грев таму на исповед ќе спомнуваат, не знам, да згазнав мравка и грев е направив. Тоа е исто грев, ама тој ден не доаѓаш во црква. Ти не знаеш и каде е црквата, а си згазнал мравка. Ете, тоа во суштина треба да не разбуди сите нас, да не направи трезвени, да имаме сознание дека црквениот живот е највозвишен. Се друго бива и ќе бива и се вртело и го имало во животот и пак ќе го има и ќе продолжи. Ама црквениот живот зависи од нас. Дали не ќе да можев ја да не дојдам. Знаев од прилика дека толку малку ќе биде во црква. Во тоа село сега ќе одам, големите чуда за 5 души да им зборувам нешто и да им служам литургија. Не, еден да беше. Да имав сознание дека само еден ќе дојде и ќе дојде. Зошто тоа е смислата моја. Што имам друга смисла во живот, освен да ги послужам на еден или на 10 души како што се сега, или на 100 души или на цело село. Што имам друга работа? Тоа е мојата работа, тоа е моето дејство. Јас немам друга работа во живот и фала му на Бога, не сум одбрал. Не сум одбрал да одам во Кромберт и Шуберт на работа. Току вас да ви служам, на еден од вас да ви служам. Ама не да го почитувате, не заради мене да го почитувате тоа, туку едноставно да знаете заради вас е потребно да учествувате во црквениот живот. Не е тоа неважно, не е тоа безсмислено, затоа што тоа не прави сите нас да имаме смисла во живот. Да знаеме зошто постоиме едноставно. Кој ќе не прашне, а зошто ти постоиш? Постојам за да одам во црква. Ама шо дека ќе одиш во црква? Ма тоа ми дава живот вечен. Се друго ми дава да си го копам гробот 2 метри подземја. Цел живот си го копаме гробот поинаку. И вака и така ќе поминеме низ гробот. Ама друго е да знаеш дека гробот не ти е последна станица, туку ти е попатна станица. Минуваш низ него за да имаш живот вечен. Ето, браќа и сестри, денес не учи големите цареви, свети Константин и света Елена, кому е посветена оваа црква, и бидете задоволни и благодарни што вашите претходници многу одавна, знаете дека тој култ не е од вчера, не е од завчера. Свети цар Константин и Елена се славел меѓу најстарите култови воопшто што ги има во црквата. Што значи, јасно е дека вашите претходници учествувале во тој црковен живот од најрано време. И тоа е меѓу другото, велам, не најважното, треба да ни биде поттик и нас. И ние да учествуваме во тој црковен живот, затоа што е испробана верата православна. Не е нешто што е новотарија. Ајде, го измислеле и сега по последно време ние стануваме православни. Не, туку пробано, што викат и варено и печено е. И се е испробано. Нека Господ ви дава благослов. Нека ви даде сили на сите вас да истраете во овој живот кој нуди многу искушенија, многу препреки, ама со Божја помош се ќе ви стане лесно и достапно, зашто силата Божја се покажува во слабоста наша.